Поранешна Југословенска република Македонија. Зарем не се согласувате со мене? Ова е веќе петти пат Европската комисија како ја дава својата препорака за отворање на преговорите за пристапување. Јас навистина се надевам дека државите членки ќе ја земат многу сериозно предвид нашата препорака и навистина се надевам дека Скопје ќе придонесе да се создаде средина или клима овој пат да имаме различна процедура отколку повторно да се ветува дека Советот ќе се наврети на ова прашање во текот на следното председателство. Но сметам дека тоа пред се треба да го направи Скопје, односно да ја оцени не само цената на компромисот во однос на решението за спорот за името, туку мислам дека Скопје исто така треба и да направи проценка на цената на што значи тоа да ни се придвижи нанапред, односно што значи да ни се постигне компромис. Со тоа што комисијата повторно овде ќе биде следната година и по 6-ти пат ќе го каже тоа. Целиот статус кво има своја цена. Јас нема да шпекулирам дали политичката и домашната криза која што ја видовме по настаните од 24 декември минатата година, дека тоа е директно или индиректно поврзано со овој застој, но мора да се придвижиме нанапред, бидејќи губиме многу време. Граѓаните на поранешна Југословенска република Македонија губат многу време. Договорот од 1 март и неговата имплементација е нешто што ме охрабрува мене дека има политичка волја и дека има начин за излез. Но се надевам дека владата исто така ќе спорача во однос на едно престанато прашање, а тоа е да се вклучи во соопфатен диалог со Сдруженијето на новинари. И навистина се надевам дека Сдруженијето на новинари од нивна страна ќе действува конструктивно и ќе се отвори диалог и можности за двете страни.